Почитувани гости, почитувани домаќини, драги мои кумановци. Гордост и чест ми е да се обратам пред вас и да ги споделам мислите за ваков голем јубилеј на борбеноста. 505 години Куманово, 80 години слободно Куманово. Легендите се впечатливи, мистични и делумно фантастични приказни, кои секогаш привлекуваат внимание. Но познавајќи историјата и темпераментот на мојот град, јас верувам во легендата дека генот ни е од воинствените кумани, бидејќи само војник може да оцени дека местото е стратешко, дека е вредно да се жртвува за него и дека преку жртвите ќе порасне и ќе се издигне. Од племенска заедница, преку село од 50 куќи, турска касаба од 300 куќи, ова наше Куманово израсло, се изборило со околината, издоминирало и денеска е најголема општина во Македонија. Местоположбата, реките по лињата, помогнале да стане центар на случување и за време на турско, и за време на српско, и за време на бугарско. Но најголем развој сепак доживува како слободно Куманово. Денеска може би ни пречи што Куманово го сечат железничка пруга, автопат, регионални патишта, па тешко си го планираме градот. Но сите тие мрежи, линии, крстосници не се случајни. Се поминува низ Куманово. А јас субјективно ќе си кажам како се да започнува од Куманово, а особено желбата за слобода и бунтовност. На ова парче земја векови наназад живееле македонци, албанци, срби, роми, турци, грци, бугари, власи. Некои освојувале, некои се бранеле, но сите живееле и оставале свој печат низ градот. И токму затоа темпераментот, карактерот на Куманово е уникатен. Досетливи сме, гостопримливи, шеговици, нудиме многу, се даваме во се, но се додека сме почитувани и слободни. Не сакаме узди, не сакаме пранги, не трпиме терор и робство. Тогаш се буди генот и започнува бунтот, непокорот и се раѓаат херои, водачи на востанија, на ослободувачки битки, на слобода. И кога едно тло раѓа јунаци, како што беше кумановскиот крал Каркош, исто тоа тло раѓа јунаци, народни херои, чие име гордо го носат сите наши институции. Се тоа млади, надежни луѓе, работници, интелектуалци, кои се вграделе во Куманово. Костурница им ги чува коските, а сечевањата за нив сите ние кои сме им должни за земјата што ја газиме да е слободна, мислата да ни е полетна, идејата да ни е остварлива. Имам голема потреба во име на моите сограѓани да се заблагодарам на жртвите кои ги дадоа овие наши народни херои. Но не само тие. Туку и нивните мајки, нивните татковци, браќа и сестри кои ги мислеа, храбреа и на крај жалеа. Недрагоцено нешто на светот е човечкиот живот. Затоа слободата е скапа работа. Многу преплакани судбини се вградени во неа. Себичноста не е својства на моите сограѓани. Се уште се грижиме за оние кои не створиле, за оние што сме ги створиле, се грижиме за соседите, за колегите. Емоционален народ сме. Неголемо херојство е да останеш во градот, да го водиш градот, да се вградиш во градот. Тоа го прават сите советници, тоа го прават сите директори, раководители, тоа го прави градоначалникот Максим Димитриевски. Такво херојство и жртва, очекувано од младите кумановци, да не научат и нас повозрастните на подобри навики, да бидат гласни, да го преземат кормилото на одговорноста и да испорачат. Со такви млади херои се гради ова мое, твое, наше Куманово. Градот сме сите ние кои живееме во него,
Колку повеќе си го цениме, сакаме, градиме и штитиме од уништување, толку поубав ќе ни биде. Ќе го оставиме како аменет на идните генерации. Секој приземен политичар знае дека ние сме менливи, минливи за нашите сограѓани. Но Куманово останува, обстанува, трае во својот непокор. Памети Куманово кој добро му направил, а кој зло. Затоа е многу важно како делуваме и дали ќе оставиме длабоки лузни или ќе оставиме убав спомен со кој ќе се гордеат нашите потомци. Куманово секогаш треба да остане во зенитот на сегашните и идните заложби на сите нас кумановци. Нека ни е среќен јубилејот, драги кумановци, да ни се развива и да расне Куманово. И секогаш да си го носиме во срцето.